Hello на сите и добро дојдовте во нашиот нов влог. Овој влог ќе ни биде великденски. Марија и тати слават Великден, јас со нив. Славиме два Великдени и два Божиќа, така да сме среќно богато семејство со толку многу убави празници. Тати е спремен, Како знаете дека сме балкански пар? Видите, ја жена дотерана. Дотерана мажва. Нели, мама? Супер, тати. Идеме до екшен да купиме некои декорации, ако најдам, пошто никдака не можев да најдам, многу касно ми текнам. Они се наместија околе. Не толку е ладно надвор, тоа е чудо некој. Hi, baby! Тој Джей се разводи, се бале уште само така. Во колку заспав вчера? А? Во колку заспав вчера? Марија 8:03, јас 8:21. Ти, тати, вчера заедно спиевте, така? Се успевте одма. Ја влагам во соба и они двајца се кома транс. Таде успеваше синоќа, јас ногти се прав на нозе, се депилирав, се спремам за Скопје. Треба уште ногти на раца да си направам и да се додепилирам, зашто вчера не успеав се. Восокот ми се олади, не можев пак да чекам, ме мрзеше. Гледам серија нормално, без серијата моја не може да помина, тоа нема шанси. Ај, Лела ме буша во косата на Мифтија. Шо преш, мама? Шо преш, мама? Ај, палека, весник ќе читаш? Ај, еле балетанки да ја не може. Таде ќе има краток состанок, не сум казала клупи, ќе одиме во Хоф. Ние тука ќе чекаме, иначе морам да ви покажам патиките што ги купив во некој влог од претходни да ви покажував. Не ги соблаков. Овие патики, луѓе, ова е нешто најудобно што постои. Се надевам дека сега кога идеме во Лајден, дека ќе се најдам друга боја да се купам. Само шефица да провери све ако може. Шефица, дали е све во ред? Пази да не паднеш. Опа! Само што стигнавме во Хоф, во екшен. Искрено узул екшен најубави работи ми имаше, мада што и тука знае да се најде нешто. Прошлиот пак кога бевме узул, па и се разочарав. А сега ќе видиме тука дали ќе најдеме нешто, која у последен момент мене ми текна дека треба да земеме ствари за Великден. Чупалица мица. Нешто е Марија кенкава цело време. Ми се свија ова, ама никако нема да ми одговара. И ако ќе требам по една работа да идам по 100 од екшен. Видете, е доле масова за 25 евро. Нема сака. Искрено се што барав, само постолнина најдов, ништо друго. Али пак купив глупости, за Марија нормално некои играчки нови и свашта нешто друго. И отидоа 70 евра на 5 по 5 буквално. Ќе ви покажам кога стигнеме дома што се најдов. Сега да извади пари, одиме да земеме за јадење. Ќе јадеме донер денес, иначе требаше да идеме у Хоф да јадеме, така беше планот. Арнома, гледате што ми се деси. Некој се покака и мама лом ја направи, себе лом се направи, а не сум видела дека сум ги извадила претходниот пат хулахопките, немавме хулахопки, така да не ми се ризикува. И се дојдовме у сел. Ево донерот, вака окей изгледа, се ќе видим дали е добар. Еве сме сите со играчките нови на Марија. Така, Марија, може да покажеме што сме купиле? Фала. Многу ми се свиѓаше вака. Пошто сакам да изјавам како има едно како пулт кај што се продаваат работи во Lidl, го најдов, некои си 20 евра и сакам таква да изјавам како продавничка да ја направам. Овдека има свашта нешто пластични играчки. И земав ваква корпа и стоима со свашта нешто тука играчки. Иако пишува 18 плюс месеци, јас тоа
Мислам дека сега ќе го распакувам, па ако видам нешто сумнително дека може да направи, ќе го тргнам. И земав вакво за бањање. Се закачува на када и се пуни со вода и вика дека плюс пее. Потоа имаме овдека, овошја. И ова ми е супер, за да може да ги научиме овошјата и од 0 плюс месеци. Пример, замисли новороденче што ќе разбира ништо, али добро. Чекај да ги отвориме, може? И овдека земавме сетче за бањање. Има рибчиња, има патки, свашта нешто, крокодилче има, желка. Интересно баш. Дојди да видиш што имаш тука. Гледај. Јагодица бобица. Види лубеница. Види крушка или лимон. Што е ова, мама? Лимонче. Јаболка. Твоето омилено. Можеш да видиш? Види тука што има. Вау, мама. Како прави баба? Крек, 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 крек. Крек, 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 крек. Жаба. Види, мами. Види, мама. Кажам што земавме од мир. Истекла се баклавата. Така да сега ќе ја муцнеме. Обожавам баклава со фстак и само фстак општо многу сакам. И полна кеса наши производи отидовме само по едно нешто што не го најдовме. Ишлери. Ова се најубавите ишлери што никогаш не ги пробале со таде. Таде нормално тутку. И ги отвори джиджибибе. Фстак алва. Каламата маслинки земав. Земавме карамела, затоа што ја сакам да направам трилече кој ќе се вратам од Македонија и нигде не можам да најдам и овдека ја најдам крем white сирење. Се надевам дека ќе биде убаво. И нешто што многу сум среќна, албени. Не знам дали сте јаделе како деца, али мене ме враќа на детство. Опа, некој ми дојде. Мене ме враќа во детството. Значи јас албени имам јадено во смоделение последен пат. Се ова кошташе 29,30. Што реално да премем обед и не е баш ефтино. Зе! Ајде, Крисе! Крисе! Ајде, кај Марија? Кај си? Кај си? Кај си, Марија? Ја не... Зе! Сега ви покажам уште што купивме од Action. На Марија немаше женски, овие се као унисекс чорапчиња, со вакви од здуле имаат како гумички. Искрено, има она милион други чорапи, али овие воопшто не се лизгаат овде кај нас. Јелена и купи прошлиот пат и јас морав да изјам. Така да иземав 6 пара, што викам јас за по дома, нема вeze какви да се. Нормално, мислев се дека јас не купив за мене. Пак, затоа што за Македонија ќе ми требаат, за вама ќе ми требаат, за таму. Дијам плюс неколку пара, пошто секогаш си ги губам. Купивме вакви две поставнини, 100% котона. Опс. И прошлиот пат купив вакви, сега вие се како на роза, не можете дека на камера убаво да ја доловите, сега ќе пробам да ја свртам. Има колку може да се види, многу се убави, иначе на таде му правам ручек за утра. Ептен ми се убави, вакви земавме две. Таман сега ќе ги исперам, ќе се исушат. Или шо прева дета смешки. Ќе ги исперам, ќе се исушат, ќе нарадам. Некој протеински чипс зема таде со барбекю. И нешто што исто сакам да споделам со вас. Марија, ќе паднеш! Се овие за позади на глушт или напред на прсти, ако ви излагаат жулјави. Ова е нешто најдобро. Искрено ги имате и у DM, али у DM се 3 пати поскапи него во Action. Ако имате Action, тоа е супер. И платив 71 евро.
Што, мама? Види како лежи. Добро утро. Кај си? Добро утро. Кај си? Зе, мами. Hello. Јас само што се истуширав, се средив, микаска не можев да спијам баш убаво. Си правив ногти, да ги покажам. Вакви ногти не сум имала од пред пораѓе. Значи, гелни, шпиц и сега сум старата јас. Веќе голямо дете и све е полесно. Ај, се криеш, мама? Дзе! Еј, сине моје. Душичка моја. И не можев да спијам до 2:30, таман сум заспала, Марија стана у 4, се играше до 5 и нешто. И станавме кај 9:30, така да сум ми некако наспана, да кажам. Нешто и нези се пораметува спиењето, неверојатно почнува повторно некој скок. Така биде све супер. Ние идеме во Македонија точно за една недела. Не сум ни спакувана ни ништо, ама тоа некој ново видео ќе биде најверојатно. Како што знаете, ова е великденско, така да ќе се држиме на таа тема. Направам доручак. Што ми стана се залетна нешто. Сакам да направам кришки за мене и за Марија. И не за со јогурчак и дадам, јас сиренце ќе јадам. Одамна не сум јадала. Бога ми на незе не сум ми дала, така да ќе видиме дали ќе се свија тоа. Да и ставам зачини. Пак е голема, више скоро 11 месеци. И искрено да ви кажам, воодушевена бев по тоа колку она многу сакаше да јаде. Јадовме болонјеза. И претходно, например, си ми давала кашичка, нели болонјезина шо е, али јас не сум ја правила, а сега баш како ние што го јадеме, само со помалку зачини нормално. И дадов без никаков проблем, значи немаше ништо, никаква нуспојава. Туку беше вкусно да само бараше мам. И сваќам дека дефинитивно на детето му се свиѓа со да не е без вкус, нели? Да има зачини и нешто. Така да почнав во све да ставам минимално зачин. Не сметам дека е нешто погрешно. Јадеш кришка? Да? Ама? Ке ручкаш? Нешто не те мирише убаво? Еве го за Марија доручекот и еве го за мене. Не сум нешто претерано гладна, така да ќе видиме како ќе биде. Ај мама ќе дава, може? Чекај. Стој. Добро, сама. Лепче, мами. Лепче. Вака ја да Марија све. Ајде? Ај само. Јој. Малом се направи. Се свиѓаат. Тоа е добро. Сега ќе видиме колку ќе изеде. Павлака сигурно ќе изеде све. Малом се направи, прасам се. Ајде во Теди. Да видиме дали ќе најдеме сега зајче. Не и давај таква нешто. Може да и дадеш смока да ја отвориш. Сакаш смокичка? Само што завршивме на гинеколог. Нормално, гинеколошки преглед ми закажа за покасно, во мај кој ќе се вратиме. Аденомот на едната града ми е многу пораснат, така да ќе видиме што и како ќе се случува. Кој барел ќе најде? Најдов зајч ми е тоа 3. Нани, бебе, нани.
Скочивме јас и Марија пешки, она заспа. Таде е со Хајди со кола, пошто ја носиме Хајди на фризер и ќе се најдеме во центар. Сакав искрено, пошто времето е доста убаво, не е ладно, има сонце, сакав да го искористиме со Марија и да си ја преспиеме попладневната дремка надвор, пошто таа е пократка, така да никош спие 15 минути, никош спие пола сат, никош сат и пол, зависи. Али тоа, да се навратам на темата претходно за гинеколог, пошто влага во продавница и не успеав да ви раскажам све. А и после ќе ви ги покажам зајчињата што ги земав, пошто ќе декорираме секако деновиве. Јас имав на едната града 2 фиброаденоми. Тие се во принцип бенигни, ама мора да се следат. Јас пред да останам бремена правев мамографија и ми кажаа дека ако не останам бремена во рок од 2 години, ќе морам да ги отстранам заради тоа што не се баш на добра позиција. Но ми кажа ако останам бремена и ако го дојам детето, тоест ако можем да го дојам детето, дека може и да се исчистат, но има ризик, ме прекина таде, но има ризик и да се зголеми. Сега што се случува? Цистите на едната града што ги имав 10, сега се веќе 3. Значи, се исчистиле, да кажам, останале уште 3. И не е страшно, само треба да се пратат. Мали се. Можно и тие да се исушат. А додека фиброаденомот на едната града е пораснат 3 пати повеќе. И тоа сега за сега не е проблем. Добро е што го видовме. Ама мора да го следам. За 2 месеци треба повторно да отидам, па да видиме дали ќе правам уште еднаш мамографија. Уште не се знае што и како ќе биде. Преминувам улица кај што не смеам, пошто правата дека нешто. Ќе видиме како ќе биде. Искрено малку сум исплашена, зашто ако треба да го отстранувам, не знам каде би го отстранила, дали во Македонија, дали овде во Германија. Сега веќе не сум сама, имам бебе, кој што е многу поврзана со мене и не знам како би тоа било. Аз сум така, искрено емотивна, али се надевам дека ќе биде секако што треба. Таде како таде, секад као позитива нема ништо да биде. А мене не ми беше sejedno искрено да го слушнам тоа дека 3 пати ја погодам во тоа што бил претходно. Ама и да, како е Господ никој не е, ќе отидам на уште едно мислење во Македонија, секако ќе отидам сега, за да видам што и како ќе ми кажат тамо. Добро ми е дека да поминам улица. Ќе видам што ќе ми кажат и во Македонија, мада што таде ми вика да не одам на второ мислење, зашто вика ќе ти се измеше цела глава. И до нигде кај го разбирам. Али не знам што ќе правам. Мислам дека ќе отидам, за да бидам јас сама мирно. Ќе ви известам како и да е. И ова е еден подсетник, како што кажав и за на гинеколог, и да отидете да си ги снимите градите, затоа што никогаш во животот не знаете, тоа нема правило. Подобро нешто ако не да Боже има да се открие на време и да се следи него во доцни часови. Она кога јадеше смоки пред 3 дена. Последно не сум дала. И кога ќе видам дека Марија ја дава и ги зимам. Кога да даваш? Во мај или во јуни? Јуни. Во јуни? Па да. Тоа да на пола или кратко? Сега? Кратко тоа бе, топла. Кратко? Да. Во лето? Па да. Така по долго време ќе стои. Не е толку ладно веќе. Еве го нашето селце што ви рекла. Така има. Ова е центарот ствари на местото. Значи Хајди колко е досадно. Така ми викла. Еве
госпожа сега на фризер ќе оди. Колко е срикна, не знаете, му сака да иде на фризер. И неверојатно убаво ја третираат, така да чика да ја отворат. Има внатре куче. Колко е сладко средано. Отида. И оставивме Хајди, некој ни се разбуди. Пошто Хајди многу и лаеше. Како и по обичај. И сега кидаме нешто да пиеме кафе или немам појма што ќе правиме. Да ја чекаме да заврши Хајди. А ти пееш? Покри се ладна. Ја завишно туку. Малце ми е утната да е тортата, јас како се јагоди. Ама балда и ова ќе биде убава со малина. Некој ручка лепче, омилено. Дека што не вели. Ќе го изедеш цел? Лепарче мој. Леле, каква си фраерка шишана. Ајде шапа. Седи? Седи. Шапа? 5. Браво! Конечно си испања. Да затворам врата, зашто не се успеваат. И да ви покажам што користам за коса. Мислам дека во некој видео веќе кажав, ова ми е ново пакување. Стана збор за Веледа тоникот од рузмарин. Многу ми опорави косата и видите ги овие бебешки што ми се чекај, не можам. Еве ги, овие ми се све нови влакненца. Нова коса постпартум. Така да ова нешто стварно предобро и од кога ќе се извонјам, вака нанесувам низ целото тема и масирам со прсти. Не се секирате, ова е тоник, така да нема да ви измрси главата. Ако ми излеза пак некој акна, тоа е од циклус, нормално. Следно нешто што ставам е те овие капки од Балеа од DM, искрено не ми се предобри. И ставам додека косата ми е мокра, само на врвовите. Ставам од овој спреј за расчешлување на коса. Ја завиткам косата и така седам некои си 30 на минути, за да ми се подисуши, да кажам, некако така ми е најубава косата и најдолго не ми се мрси. А и тоа ми е некоја моја рутина, не знам како кажам, затоа што секој производ се делува онака како што треба да делува. Дам да гледам серија и ќе надам Мариета да заспа, така да малку време за мене. Твара пакет. Ај! Па што си добила? Треба да се упали. Нема батерија. Кашен пиле миле. Поглека. Налепки. Си налепници за Мари. Поглеј, кај е добила Мари? Што е добил очка? Пази, не ги скрши само. Тоа е добила. Не, тоа е добил. Очка, тоа е добила Мари. И. Не, тоа сам добила јас. Не, Ја линд. имаш обичен лин. Извини. Ти имаш обичен лин. Ле! Хај, мамо! Ајде да ги лепиме. Ајде да ставиме ова. Чекај. Ова ќе го ставиме ту. И на ова. Ова ќе го ставиме тука. Залепи! Ајде да му ставиме машничка. На зид можеш да го ставиш. Тука машничка. На зид можеш да го ставиш. Пилето тука. Се закачува, се прави таква топка и
Ајде да ги ставиме. Ајде. Не ви покажав какви зајчиња купив, иначе дома е хаос. Значи, буквално. Ама утре ќе чистам, така да не се замарам. Видете го колко е ова најсовршено зајче. И ова беше 5 евра, иначе сите од Теди ги купив. Видете го ова. Ова беше најскапо, мислам дека 10 евра. Ако не се... Да. 10 евра и уште едно. Ваква на странаше. И ова беше 5 евра, маричка ручкаше, така да ова се кида у канта. Свекрва ми ни прати јајца, затоа што тука нема во Германија, кај нив има традиција да отвараат вакви јајца. Јас сакав од Линд, а за Марија и за Таде малку се скршиле во транспорт, што од Словенија. Ај, колку интересно си добила ти, мама! Сега ќе одлепуваме, залепуваме. Тоа обожава да прави. И се нервира ако не може да ги одлепи, тоа ми е хит. Пилето ќе покажеме како прави? Ајде. Што прави пилето, мама? Игра? За ручек паста помодоро, стандард, еднаш недавно мора. Други динови не сум не снимила што сум готвала. Јадовме болонјез. Оваа недела правев шупрев, проја правев. И уште неколку работи надвор јадовме, така да во принцип кај нас паста има најчесто и не можеме да се откажеме од паста, а и Марија многу сака паста. Така да ќе дадам и од оваа денеска да проба, па да видиме дали ќе биде воодушевена или не. Го замачето ручекот и ставив од незина беби паста и од ускоре, значи се сосот ова направив за нас и плюс ставив моцарела. Пастичка за нас, тати беше јаде, а бебето, на бебето многу му се допадна. Јами, маме. Слеговме на прошетка после ручек. Ќе одиме кај не носи патот, буквално не знаеме. Таа да рече изрази желба дека сака сладолед да јаде. Така да најверојатно ќе идеме до центар. Ќе се прошетаме и ќе се вратиме дома да почнам да средувам. Морам да изчистам, затоа што во среда одиме за Македонија. Викендов е Великден и да биде све туто комплето средано. И како пее мама, 2 рачички, 110 прсти, имам деца јас. Еве ги горе, еве ги доле, опна раменца. А другата како беше, мама? Ринге, ринге, ја, дошол чика паја. Пап. И повторно мораше да завршиме во кенгур. Ама добро издржа во количка. Не е некој фан да се вози во количка. Више сака во кенгур. Ама окей. Еве ги сега ќе трчат. Ема, приди сам, те е черта, тука е черта. Приправи се. Една. Ајде. Се прибираме дома, нека ќе се банка и на спиење ќе треба да оди, а јас да земам да исчистам барем таа едната соба, ходникот и двете вециња, за утре да ми биде полесно да ми остане уште спавам на дневна и кујна. Добро утро, другари! Станав негдека пред едно 40 минути. Искрено денеска, затоа што таа е дома, му рековте молам зимја Марија јас да поспиам и се наспав квалитетно, убаво. Така да сум свежа мама, ми се помета телефонот, ќе ми пада. Сум свежа мама, сега да измијам, да доручкувам нешто, да дам нешто на Марија да јаде. И ќе одиме, таа ќе иде на тренинг надвор, а ние ќе идеме да пешачиме со неја за таман додека она на тренинг 20 минути. Надвор е доста чудно време, тоа искрено, некако не знам дали да идам или да не идам.
ми е страх да не ми заврна, али пошто ќе бидеме и со кола тамо, би требало да биде окей. Ако не, палам кола и си доаѓам дома. Ќе фарбаме јајца и треба да дочистам. Вчера сум чистела до 1:30 вечерта. Значи не можев да спијам и викам паметно да го искористам времето. Ми остана уште ходникот, да допуштам машини, веќе пуштив една. И да избришам подави, да сменам постелнина, само спална ми остана. Здраво, јас сум бесна Марија, што прави беби дома. Зашто така се насмеа, мама? Као да, јас сум таа бесна дома. Ама мајко ми мена не многу на свет на сака, не многу. Нашиот брзински ручек Мари спие, па ќе ги фарбаме и јајцата. Ќе ги залепиме салфетките, пошто сакам со салфетки да ги правам, ја веќе ги исаков и се цкав, како год. А од фарба само црвена ќе користам. Ставив веќе вода и ќе видиме како ќе излезе. Се надавам дека ќе е окей. Другите години сум ги правила и другачија, но оваа година дефинитивно вака ќе ги правам за овој Великден, а ќе гледате видео во Македонија како ќе ги правиме заедно со мајка ми. Сега ќе одделам белка од жолчка. Не треба нас белката за да може да ги залепиме салфетките. Когаш не ми фатила убава дека, да ви кажам искрено, бојата. Доаѓа некоја си розова нијанса, не е црвена. Али добро. Ќе го оставам малце да постои, може би така ќе фати бојата, дека да стои. Јас ќе правам со салфетки. Инаку секогаш земам бели јајца и овие се величината да земал немало поголеми. Обично јас поголеми ги земам милијал. И сега што правим со четка. Взимаме вака, го мачкаме јајцата. И ево ова ќе го направиме со розови машнички. Мене многу сладко ми изгледаат вака јајцата, искрено. Више еднаш ќе поминаме. Јас ки. Само првиот слој фактички треба да е од салфетката оставен. За да се залепат и треба да се исушат. Ево како изгледа, видо дека баба. Видиш водите? Ха. И од другата страна ќе ставам уште една. Ти имаш за вечерја јајца. Ти си го на тренингу, рече морам јест. Млачна. Приде дам пишкоте. Ти дам тутку. Приде по тутку. А поишле. Слушайте, колку ваке дајте. Колку е убава. Види како некако изгледаат јајцата. После ги наредам и поваќе ги покажам. Кој станало збиење? Ма кој? Љубов моја. Скочивме малку да прошетаме. Времето не е доста облачно, валда нема ни заврне. Али окей. Сад тато таде ќе ни раскаже што ќе прави додека ние сме у Македонија.
Ке тренирам, ке спијам и тоа е тоа. Ке тренирам, ке спијам и тоа. Ке имаш мир, сакаш да кажеш. Не. Што не? Јас спијам и вие кога сте дома. Ама добро, ке имаш мир, нема кој да те вика. Нема кој што да те прави. Ја нема Зорица да ти вика. Кратко, едноставно, женски мозок луѓе. Колку си ликска. Ке те фалиме? Вие ме фалите како водам на тренинг. Ма стварно? Да. Ајде да те бачам. Ај, Марија ти видам. Марија, глеј. Она се смее кога да се бациме. Да ви се јавам, не снимав нешто премногу денес, пошто дочистував, искрено сметам дека ќе има други поинтересни работи од чистење што ќе оставам во влог. Така да сега средив све и гледам серија. Бејби спие, таде спие, хајди спие, сите спијат. Само јас сум будна, така да догледам серијата и јас ќе се легнам. Добро утро од нас! Никој не може да отвора фиоки и да вади све од фиока. Не. Таму само му резерва шминки. Не. No. Опа. Еј. Ај кажи здраво. Кажи добро утро. Видете ме колку сум дотерана, уште косата треба да ја направиме. Мама, секој оди со тато таму и соба, не може тука да се шминкама. Секој се нашминкам, од се заљудам. Ова е она што реков дека више нема се купам, пак се Зашто? купам. Дај поправи ми тоа. Јас сум поправач на сите. Што си направил? Мари? Мари! Марија, види? Како се смее? Ај пак да ја снимам. Ајде пак. Леј, Марија! Марија, леј. На? Нема вие го сакате. Марија! Премам и ќе ви покажам како сум се сотерала, мислам. Дотерала, ништо спешал. Ставив джемпер, фармерка и агзици ќе стану, зашто е многу ладно тука. Ке паднеш бе, мама! Си сплаши. Сеш да дојш кај мене раце се шминкаме? Не ви се снимив од дома, зашто све... Секојаш кога брзаш и кога планираш нешто искача хаотично, небитно. Ева ме да те спремнам, спремна бибана, спремна тата. Вози тргнавме за Вајдан. Како ми се спија, толку сум уморна, мај. Бев до Lidl да се земам кросани за јадење. Се ќе јадам, бибана е најадена. И може да заспија, се очекува да заспија. Дека да стигнеме, се надам дека кој ќе ја прифрлам во количка нема да се освести. Ќе треба барем уште 1 сат да отспија. Искрено, у женскиот дел апсолутно ништо не најдов. Кондурите сега тек ги местат, можеба нешто ќе се најдам. А до облека тачни ништо нема. Така да сега ќе видиме за Маричка дали нешто ќе најдам. Не сум не снимала, што стварно ништо нема. Дај, да видам. Чики, зопчиња, мој зопчиња. Дојавме во едно градче овде, кај што е у близина на нас. За наручак ти да ме и да прошетаме, толку ме боли глава, толку е депресивно времето, не може да ви почнем, че сега би легнала и би заспала. Мачето спи. Пак заспа и ми е жал, сега пак ќе се разбуди, денеска Деница прекрши сонот, ама така е секојаш кога одиме негдека, цело време сме дома, па што да кажам, мора да се научи и така да знае и у кола да заспие и у количка, мада што сега имаме проблем, не сака во количка многу да седи, сака поише да е у кенгур. Иначе застана таде да ми купи бурек. Тука има
луѓето се мислам дека торбаше, али толку добар бурек има. Значи врв. Кам земе ми јогурт и бурек, ќе јадам после бурек за вечера. Дојдовме во ресторан да јадеме, молим вас, видете ово сладкоќ. Пајачкица. О, майко ми. Па ти ли ќе наречеш за јадење, мам? За мама и за тато, што ќе јадат? Не припрем. Леј? Стигнавме дома и домакинката, што си купила денеска? Што си пазарала, мама? А? Ке ми кажеш? Што пазареше? Туна? Да те видам? Чекай да те видам? Ај, каква земска си ти! Ги отвараме јајцата. И еве на Марија што се падна, ама направи го за да не касне нешто. Она се джапа, иначе сакаше чоколада да зема да јаде. Ама, но. Што се падна? Хајде си игра со јајцата. Ајде сега другиот дел. Еве ти како оди ово? Таде составување малце complicated. Да, мама. Ево за Хајди. Да покажемо. Ево, мама намести све. Ево од Хајди. Мама, ова на опачки си го ставила. Тоа е за Хајди. Ај, сега не ја интересира. Тоа е за Хајди. Тоа е за Хајди, Бел. Ајде. Ајде да видиме што добивме друго. Кај добила мама? Ајде, мама. Хитро. На мама омилената чоколада Линд. Ево. Таа се е злому. Епа, добро е што те да. И 4. Доби мама. Падне ти. Ево га. Хвала. Пробај. И последниот е на тати. Да видиме тати. Полеше тука е, Марија. И ти доби Линд? Да. Видиш? Дисплеј е. Јас сам добил то. Кај е то? Зајчек. Мичкене. Со мичкена? За песни. Снупи! О, како лепо. Ево, лека е добил очка. Поглеј кај е добил тати. Поглеј, Снупија. Очеш ти? Кажеме, што сме пронашле? Инако, во Тека Макс отидов најмногу за ваков ранец, за патување. Многу беше битно од страна да можам да иставам вода. Па ја донесе на Марија торбицата? Да. И донеси ми ако сакаш кесата од Нью Йоркер што се купи. Што ако не сакам? Ке те замолам. 35 евра од 65 евра. Искрено, како се вика оваа фирма даде, јас немам појма. Баш за патување мислам наменет. Аха, госпожа, ти ќе покажеш што сме купиле за тебе? Чекај, може да покаже мама? Ај мама да покаже. Видете го, само колку е сладко. Има шеширче, најубавите комплетчиња се на Марија од Тека Макс и најуникатните. Има гакички, значи преубави. Ова беше 17 евра. Јас да е маца поголем број, ама ќе може следната година го носи и ова. Таде се зема точен сода панталони, ги начека на попуст од 119 евра, тоа е 120, ајде да кажеме, 119,95 на 15 евра. Значи, како ви кажам, ова е најболја нешто. Јас се земав ваков тефтер за во Македонија за соработки што се запишувам се да не заборавам. За Мари уште едно комплетче, видете ги, значи пресладки Левис фармерки, овие беа од 30 евра на 6 евра и Левис ваква мајчка, оваа беше од 20 евра на 6 евра. Значи буквално смешни пари, буквално, значи маркирана гардероба можете да најдете за многу смешни пари. Земав вакви пикни за да ви ги суши и до сега ми биле супер, така да ќе видиме, има 9 во комплет. Овие беа 7 евра од 10 и за дома за декорација земав оваа книга. Минимална овдека е како
Не е оштетена, него е стисната, некој има стисната. Али нема везе, беше 5 евра на попуст и сакам сите овие да ги докупам. За да ги чувам за здравија Боже, кога имаме наш дом од Германија да ми бидат за спомен. И јас си купив некои работи од New Yorker, сега ќе ви покажам, ќе ми ја дадат. Еве шо при. Джамбас! Джамбас! Ме пратете во некои од претходните влогови кога се купив јакна на попуст. Колку беше таа јакната на попуст? Ти текна 20 евра, мислам. Другото не ми текна, што толку јасно. Да, важи. Чекај, прва за Марија вакви 3 пара хулафопки за 3 евра на попуст, 11. 2 прсуци. Иначе New Yorker имаат најдобри гадници ever. И иста јакна како црната, сега се зема кремаста. Значи толку е убава, луѓа. Предобра, предобра. За 15 евра зимска јакна. Ќе облечам и ќе ви покажам како стои. Не замерувајте за хаосот позади. Еве. Јас секогаш имам јакна во поголем број. И вака дојде кој ќе се врзе. Чеки. Сега не ја врзав убава, ама у принцип треба да видите чисто како стои, како изгледа. Многу ми се свиѓа и ја нося црната предобра е, предтопла е, значи за следна зима јас сум опремена. Си игра со лампето, ама ме плаче, зашто многу брзо ми порасна ова моја девојче. Многу брзо. Ај гушни ме? Ке гушнеш мама? Маза моја, ке гушне она мајка своја. А, ме тегнеш. Бебето, ручка и јаболче. Ај, ај. Трепкаш? Ој, полека. Добро утро. Среќна. Што направи се? Марија, Што? Што? гризна јаболко. Па тоа е полека. Тади дава да лижне. Она е више голема женска, што мислиш ти? Великоночне празники, ја. Све наопачки кажам ја. За тие што слават Велик ден, да сте живи, здрави, срекни, весели. Ја лежам овде кај Марија, кај играчките, а они се таму. Што е тоа? Чупелица. Чупелица, Мица. Кај си ти, чупелица, Мица? Бевме во Хов. Денеска на господинот Матијашич му е Велик ден. Када ќе одиме на ручек, да кажем. Јас на ручек идам. Идеш на ручек? Да. Таде рече дека е многу топло и затоа не носи јакна, дека било претопло, она дува, сигурно слушате. Али ако се разболи, не знам кој ќе го гледа. Може да има некоја опција без, затоа и не се замарам. Лавовите не потсетува доктор. Лавовите директно идат. Идем во еден локал што сосема случајно тоа го откри и многу ми се свиѓа и еднаш да се сме биле. Малце се спори, ама искрено има така малце по наш стил и на кафе и на човекот пократки. Баш. Тоа се идиоти за мене, што седат пократки надвор носи. Значи, не ме забавај. Ево станат. Првиот пат кога бевме, јас јадев бургер и беше толку вкусен. Искрено се надевам дека и сега ќе биде. Тоа би јадела. И мача ќе пијам, зашто прошлиот пат не пијав, а винот на девојчка ја земам. Многу добро изгледаше. И сум пијала В принцип се заразив со мачата која живе во Бранденбург и стално ја пиев
имавме еден кафич што цело време идавме таму. И на крај се купив од кај нив, ама ја испив и немам како сега да се набавам. А на интернет, искрено, за едно малецко пакување не ми се дава толку пари. Која знам големото кафичко пари го плаќав. Така да, тоа е тоа, иначе аутфитот ништо посебно лабаво. Фармерче, патиче, спортска јакна и тоа е тоа. Маричка е нешто денеска така малце кинкава, плаче, не знам што сака. Се надевам дека се ќе одговара и ќе биде окей. Бургер, Маричка нешто се лути. Имав таков шок искрено. Скопје ми се изгуби куќата, фала на Господ ја најдол жива здрава права се, али не можам да се дојам при себе. Мом е тешко и ќе ви раскажувам некојаш. Фокачата? Да. Како не? Ја правам. Напред фокача која што се запалила. Се запалила. Зорица па. Горела само минимално да сгоре како се вика подпечено малце поишен, али минимално од една страна. Сега доставивме на помала температура. Имам целосен рецепт. Инстаграм и на TikTok може да го видите. А ако сакате, некојаш ќе ви ја направам тука степ бай степ со све. Која? За телефон. Сталакот е тамо, зашто? Што сакаш да правиш? Не треба. Ете го там. Шо? Не чеши. Го чешала, зема се чешал, за тоа Марија се крсти, се жуди буквално. Ќе јадеме сега фокача, иначе преска од цел хаос што ми се послучи и не снимив, а сакав толку многу да снимам денеска и се, ама ете, никогаш, тоест секогаш е така, ти планираш едно, Бог ти се смее и нешто со сама друга ти дава некои други предизвици и планови за тебе. Денеска ќе го завршам овдека влогот, треба да намонтирам да го објавам и да почнам утре да се пакувам за Македонија, зашто ми се останат уште само 2 дена. Ништо немам извадено, ништо немам спакувано. Денеска мајка ми отида да ми извади работи кои што имам во Македонија за да знам што треба да донесам, што сум добила и така натака, и за да може да точно да знам што да земам и за мене и за Марија. Така да нема да носам многу работи ако имам голем куфер, али најмногу се зезнав што тука го носам тој голем куфер, а не од Македонија, али како год. Да видите како излезе фокачата, минимално горе под загоре, на некои места, ама битно е крцкава. Значи ако икаш 45 минути. Колку душе 3 сати? Шо приш ти таму, мадам? Фрлаш ѓубре? Копијана. Идеме да јадеме и тука го завршувам овој влог. Се надевам дека уживавте и фала ви многу за целата љубов и поддршка која што ни ја давате овде, како и на сите социјални мрежи. Не заборавајте да ставите subscribe, лайк и да го коментирате ова видео. Се гледаме во следно. Чао!